Ризикот на загубата. Збогатувањето на себе си бара акција против мрзливоста или отпор предизвикан од стравот. Кога се збогатува, нашето битие влегува на нова, непозната територија. Правиме работи што не сме навикнати да ги правиме. Се менуваме. Искуството на промената, новата активност, фактот дека сме на непознат терен, дека ги правиме работите на поинаков начин, действуваат застрашувачки. Така било од секогаш и секогаш ќе биде така. Луѓето излегуваат на крај со својот страв од промени на различни начини, но стравот е неизбежен ако сакаме да се менуваме. Храброст не е отсутство на страв. Храброст е преземање на акција и покрај стравот. Соочувањето со отпорот што е предизвикан од стравот од непознатото и иднината. На одреден степен духовниот развој, па според тоа и љубовта, бара храброст и вклучува ризик. Сега ќе му обрнеме внимание на ризикот на љубовта. Пример за тоа ни е една осамена жена која има еднолично секојдневие, работејќи и правејќи ги истите навики секојдневно. Тоа е жена избегнува секаков вид на контакт со луѓе и нови познанства. Кога некако би успееле да воспоставиме контакт со неа, таа би рекла дека ја сака својата самотија и е задоволна со својот живот. Незе целиот живот ти е посветен на избегнување на ризиците и дека при тоа настојување не се збогатила себе си, туку се лишувала и се ограничувала речиси до точка на непостоење. Таа не вложува емотивна енергија во ниено живо суштество. Ние можеме да го сакаме единствено тоа што на кој да било начин ни е важно. При вложувањето на емотивната енергија секогаш постои ризик за губење или отфрлање. Ако се отворите спрема некоја друга личност, секогаш постои ризик дека таа ќе ве напушти и дека ќе ве остави во уште поволна осаменост отколку порано. Ако засакате што и да било живо, човек, животно, растение, тоа ќе умре. Ако му поверувате на кој да било, можеби ќе бидете повредени. Ако зависите од некого, тој може да ве разочара. Цена на вложувањето на емотивна енергија е болката. Ако некој човек е решителен во тоа дека не сака да ризикува болка, тогаш мора да се откаже многу работи. Деца, брак, сексуална екстаза, амбиции, пријателство. Од сето тоа што животот го прави витален, значаен и важен. Ако се смените или ако се развиете во кој да било правец, награда ќе ви бидат болката и радоста. Манифестираниот живот ќе биде и полн со болка. Единствената алтернатива е да не живеете во целост или воопшто да не живеете. Суштината на животот е промената, распонот меѓу животот и распаѓањето. Ако ги изберете животот и развојот, сте ги избрале промените и можноста за смрт. Најверојатната причина за изолираниот начин на живење на жената што ја опишавме е искуството или низа искуство со смртта, кои за неа биле толку болни што решила веќе никогаш да не ја искуси смртта, макар и по цена на живењето. Избегнувајќи го искуството на смртта, таа морала да го избегне зрењето и промените. Свеста за смртта, како и постојаната свест за ограниченоста на нашето време во кое живееме и сакаме, можат секогаш да ни служат како потсетник дека треба времето да се користи на најдобриот можен начин и да се живее најцелосно. Ризикот на независноста. Целиот живот представува ризик. И кога живееме со повеќе љубов, се изложуваме на се поголеми ризици. Од делјаниците, па дури и милионите ризици на кои се изложуваме во текот на животот, најголем ризик е ризикот на пораснувањето. Пораснувањето е чин на преминување од детството во животот на возрастна личност. Тоа, всушност, повеќе е застрашувачки скок отколку чекор, што многу луѓе и не го прават во текот на животот. Иако, гледано отстрана, изгледаат како возрастни луѓе, па дури и како успешни, веројатно мнозинството возрастни до својата смрт остануваат деца што никогаш вистински не се одвоиле од своите родители и од моќта што те имале над нив. Пример за ова е кога уште како тинејџери припатиме да учиме во училиште, кое е добро рангирано и според сите уверувања околу нас е добар пат кој што треба да чекориме. И доколку сакаме случајно да си заминеме и да избереме поинаков пат за нас самите, ќе не помислат дека сме луди или сакаме да го втврлиме сето она што е сигурно и безбедно. Но во длабочината на душата ќе знаеме дека тоа не е нашиот пат.
Но кој е нашиот пат? Ако не се вратиме, се што лежи пред нас ќе биде непознато, неутврдено, несигурно, неблагословено и непредвидливо. Тој што сака да оди по таков пат, сигурно е луд. Тогаш сме стаписани, но потоа, на мигот на најголемата болка, подсвеста, ќе дојде порака како непознато, бесцелено прескажување на глас што не е наш. Единствената вистинска сигурност во животот се крие во уживањето и несигурноста на животот. Тогаш правиме скок во непознатото, ја земаме судбината во своите раце. Процесот на пораснувањето најчесто се одвива постепено, со многу мали скокови во непознатото. Како кога 11 годишно дете влегува во свој прв ризик сендувајќи на велосипедот и одејќи само да купува. Или како кога 15 годишник оди на првиот состанок. Ако се сомневате дека тоа представува вистински ризик, тогаш не се сеќавате на својата анксиозност. Ако внимателно наблюдувате, ќе видите дури кај најздравите деца не само елан и подготвеност за ризик, туку и недоумница, повлекување, грчовито држење за тоа што е сигурно и познато, како и враќање во зависноста и детството. На помалку или повеќе суптилните нивоа можете да најдете истата таа амбивалентност кај возрастните луѓе, вклучувајќи ве и вас лично, како и кај постарите луѓе што цврсто се држат за старите познати и значајни работи. Ние постојано растеме, зрееме, но не со онаа брзина која би можеле. Меѓу сите мали чекори што можеме да ги направиме, постојат и неколку големи. Како кога го напуштаме училиштето, работата која ни одговара, напуштајќи го целиот начин на живење и вредностите според кои сме биле воспитувани. Многу луѓе никогаш не ги искористуваат потенцијалите што ги возможуваат тие големи скокови, па затоа никогаш и не пораснуваат. Покрај нивниот надворешен изглед, тие психолошки остануваат деца на своите родители. Живеат со наследните вредности, мотивирани првенствено родителското одобрување и неодобрување. И никогаш не имаат вистинска храброст да ја земат судбината во своите раце. Иако поголемиот дел од тие големи скокови најчесто се прават во текот на раната младост, тие може да се направат и на која и да било друга возраст. 30 годишната мајка на 3 деца, омажена за нефлексибилен маж што ја контролира, уназадува, а освен тоа и шовинист, полека и болно почнува да сваќа дека нејзината зависност од него и од нивниот брак представува жива смрт. Тој ги упропастува сите нејзини обиди да ја смени природата на нивниот однос. Со неверојатна храброст таа се разведува од него, понесувајќи ги неговите префрлања и критиките од соседите, и ризикува непозната иднина, сама со своите деца, слободна првпат во животот. По срцевиот удар, еден депресивен 52 годишен човек се сеќава на својот живот полн со ненаситна амбиција за заработка и желба се качи што повисоко на скалата на деловна хиерархија. Сваќа се дека сето тоа било бесмислено. По долго размислување, тој сваќа дека постојано бил гонет од потребата се здобие со одобрување од својата доминантна и критична мајка. Речиси се отерал во смрт за да биде успешен во незините очи. Ризикувајќи и надминувајќи го незиното негодување првпат во животот и оставајќи ги жената и децата што биле навикнати на хомотен живот, тој се сели во внатрешноста и отвара мал дуќан за поправка на мебел. Таквите значајни промени, скокови во независноста и самоопределувањето се многу болни. Без оглед на годините, бараат огромна храброст и често резултираат со психотерапија. Наведените примери и сите други слични и значајни промени се израз на љубовта кон себе си. Токму поради фактот дека се цениме себе си, не сме подготвени и нема да прифатиме да бидеме и да останеме во општествена средина што не ни одговара. Љубовта кон себе си обезбедува мотив за такви значајни промени. Само кога човек ќе направи скок во целосна индивидуалност, психолошка независност и единствена индивидуалност, тој е слободен да проложи по повисоките патишта од духовниот раст, да ја покажува љубовта во нејзините најшироки димензии. Ако човек се ожени или почне кариера, или ако создаде деца за да ги задоволи потребите на своите родители или чии да било други, вклучувајќи ги општеството како целост, залагањето ќе биде многу слабо. Ако ги сакаат своите деца, првенствено поради тоа што се очекува од нив,
Родителите ќе бидат нечувствителни за нивните посуптилни потреби и нема да можат да ја изразат љубовта на поприфинетите и често поважни начини. Највисоките облици на љубовта, по правило, се апсолутна работа на слободниот избор, а не изрази на конформизам.